Почитувани. Пропадна уште една платформа на Мила Царовска. Системот за исплата на платите во државните училишта не функционира. Платата во одреден број училишта доцни со денови, а доцни и исплатата за дополнителните обврски на наставниците. Бројни наставници од оддаленска настава работат во 2 смени. Им беше ветена исплата на прековремената работа, зашто директорите беа задолжени да ги бележат часовите на прековремена работа. Од исплата нема ништо, а обврската е префрлена на општините. Од сите училишта во Македонија, само во 2 во Тетово наставниците добиле едни по 2000 денари во училиштето Лирија, а други во училиштето Истигбал, каде што помошник директор е сестрата на Теута Арифи, добиле еднократно 5000 денари. Но ни самите не знаат зашто им се тие пари исплатени, преку кој фонд и по кој основ. Средствата за прековремена работа на наставниците треба и мора да им се исплатат од блок дотациите на општините, кои за оваа намена нагласуваме не се покачени. Сето ова се случува во моменти кога Мила Царовска вешто бега од темите предлог концепцијата за реформа во основното образование и од состојбата со учебниците. Ниту се знае дали новата концепција е потпишана од Царовска, ниту има информација за изработка на наставните програми. Според наши сознанија, а и според одговор на побарана информација од јавен карактер, од МОН и од Биро за развој на образованието, што јас лично ги побарав, не се подготвува изработка на наставните програми според новата концепција, притоа со таење на јавноста. Царовска дозволува ширење на шпекулациите кои создаваат несигурност и страв кај вработените во образованието, кај родителите и кај учениците. Царовска има обврска да стави крај на ова општо разногласие. Царовска мора да одговори на јавноста по шпекулациите дека дел од програмите се подготвени, што би било спротивно на закон, ако концепцијата не е потпишана. Од друга страна, Царовска најави обука за наставниците од јуни до септември, период на годишни одмори. Предупредуваме дека на брзина подготвените наставни програми, понудени на необучени наставници, може да донесе многу голема штета. Се надеваме дека гласот на стручната јавност допрел до Царовска и не ја потпишала концепцијата за реформи во основното образование. Дури и најнаивните, кои би поверувале дека повлекувањето на учебниците се со искрена намера за нивно подобрување, увидуваат дека постапката е политички диригирана за потребите на владеачката гарнитура. Благодарам.